Али има нешто пророчката и во чичко ми, татко ми. Па така, дефинитивно некои работи ги наследуваме од нашите претходни генерации и ги оставаме за нашите идни генерации. И ја верувам дека црквата и поинаку не знае. Луѓето што познаваат Бог поинаку не знаат, освен да го почитуваат континуитетот, тоа што Бог прави од почеток, и да бидат отворена врата за тоа што следува напред. И така да секоја генерација си носи своето, но има улога на транзиција. Сте размислувале? Ние може да речеме нашата. Ја бев интервентен вод и сите што ги слушам таа генерација некако сме како интервентен вод за наредната генерација, но верувам дека наредната генерација ќе го има истото бреме, добро време да биде интервентен вод и да трасира пат за наредната генерација, зашто така и поинаку не може. Единствено не смееме да заглавиме кога мислејќи на предната генерација да ја забораваме задната генерација. Тоа не смееме никога. Јас сум голем во исто време и противник и за тоа дека светото станува на младите. Од една страна е така, но многу пати црквата презема нешто што е надвор во светот, толку луѓето се бомбардирани со тоа дека само на младите останува светот. Не е така. Во црквата не е така. Во црквата ние сме сите едно, без разлика, млади, повозрастни, помалку возрастни, повеќе возрастни, средновековни. Така да охрабрете се сите дека Господ сите подеднакво не само што не сака, ќе проба и ќе сака да не употреби. Амин. Вау. Ако некој не се чувствува, треба да почне да се чувствува. Дека чувствата дека не се нешто што секогаш од небо паѓа, дека се нешто што ние можеме да го производиме, затоа што се согласиме понекогаш со Божиот збор, понекогаш со нашите мисли, понекогаш согласуваме и со туѓи мисли што не се воопшто наши мисли. Убаво е кога тоа се мисли кои ќе дојдат од некој што вистински знаеме дека не мисли добро, и не треба толку добро да не мисли. Понекогаш и тие мисли што навидом идат да не повредат, можат да не благословат, и тоа многу. Зошто? Зашто ние сме во позиција на тоа да не ги осудуваме мислите секогаш, него да ги рассудуваме и не да им пристапиме на тоа дека секогаш некој не напаѓа нас, да имаме напад врз нештата, него да гледаме што да научиме од истото. Не да ги научиме, него да научиме. Мислам дека тоа е главниот предизвик за нас. Кога пристапувате во едно нешто, не само да го научиме, него да дозволиме да не учи. Амин. Маја кажа клучна работа пред да го сподели стихот, а тоа беше дека верува дека секој еден има благодат таму каде што е да влијае и да го носи Божјото царство. И ја верувам дека она што јас сакам да зборувам тоа нешто слично, ама дека тоа е клучно. Понекогаш нашата грешка, посебно грешката на пасторите, на служителите во црквата е тоа што ние постојано со разни настани, разни служби, случки, сакаме што повеќе луѓето ги привлечеме тука и да не видиме дали нивниот повик е баш да имаат толку набиена агенда во црквата, но да видиме дали луѓето имаат повик негде за надвор. И понекогаш кога ќе му збориш на човек за Господ, а тој не те слуша зашто сака друга тема да збори, ние мислиме дека он не е загреан за Господ. Но не е секогаш така, него што? Господ му ставил во срцето мисли за бизнис и он сака да зборува за бизнис. Господ му ставил на срцето да биде политичар, дори да смени таму нешто и он сака да го зборува тоа. Така да не треба да мислиме дека кога луѓе не одбиваат, ама едноставно не се интересирани секогаш за подлабоки библиски теми, дека не се на вистинското место. Зошто ние живееме во Божјо царство каде што луѓето, црквата не е само црквата Божјо царство. Тоа да се разбереме. Усвари што сме црквата сме ние, така? Така да таму каде што одиме, таму е Божјото царство. Таму каде што делуваме, таму е Божјото царство. Јас сакам да се охрабриме сите дека ако некој мисли, леле па ја не служам во црква, најверојатно сум го промашил животот. Не е така. Ти служиш на народот, кој е Божји народ и на кого треба да му се служи. Или обратно, ако некој мисли јас служам во црква и сум го задоволил Божјото дело во мојот живот, и тоа не мора да биде така. Дури може да стане идолопоклонство и тоа да го гледаме. Него треба да видиме таму каде што вистински Господ не носи, таму да носиме промена и таму да го носиме Божјото царство. Амин. И тогаш ќе го немаме бремето дека ние нешто правиме или не правиме.
Но тоа ќе бидеме сигурни и стабилни во Господ дека правиме Божја волја. Извинете. Најди го, денес имаме минимум и максимум еден стих. Сосема доволно. Некогаш е сосема доволно, зашто сакаме да направиме на транзиција за наредната сезона на проповеди, а тоа ќе биде околу Матеј 6:33. Веќе добро познат стих, ја верувам дека секој стих треба да ни биде исто познат од Библијата, како, например, Матеј или Јован, кој беше 6:11, да, нели, Господ го прати својот единороден син и сите тие, но овој стих е нешто што е клучно за да разбереме на која позиција ние стоиме или па не стоиме. И јас верувам дека во наредниот период имаме добра до сега тема. Ја мислам дека сите беме охрабрени од тоа дека стварно љубовта и верата одат едно со друго и стварно дека Господ толку многу не засакал што ги ставил сите тие работи во нас да можеме да функционираме. Ја дури имаме предлог да од сите тие проповеди што беа напишеме на мало книгиче со избрани текст од сите тие проповеди, зашто навистина имаше феноменални работи кажани и не само кажани, него слеани во Божите во нашите срца, слеани во нашите уши, слеани во нашите умови. Но оно што туку барете го најпрвин Божјото царство и неговата праведност, а се друго ќе ви се додаде. Ние сме во постојано живот на брканица. Може да се согласиме со тоа? Постојано за малку нешто не достигнуваме. Таман ќе го достигнеме, нештото ни станува досадно, па сакаме нешто друго да достигнеме. И ја верувам, јас се наоѓам во такво нешто, посебно кога човек е талентиран или може да прави многу работи, него многу брзо му засадува една работа и одма сака да почне друга. Или ако може 3 наеднаш да ги прави, 3 наеднаш ги прави. И понекогаш што е добро за нашата креација да издигнеме нашата креативност, но понекогаш знае да не заглави и да не знаеме да се фокусираме на вистинските нешта во кои сме повикани или во кои мислиме дека треба да ги правиме. И така да во таа една животна брканица, во таа една купи ден продајни, не знам, додека славеме, додека пееме, дури малку се натажи колку ние, усвари, понекогаш сме крути со нашето време и сакаме како да го избркаме, да дојдат нека подобри времења нонстоп и нонстоп ние овие работи ги испуштаме што се сега. Денов да ни помине, ајде, па да дојде први плата да земеме, па и се така некако дозволуваме да ни поминат деновите, да ни поминат месеците, да ни поминат годините и единствено што не утешува е тоа што сме во вечноста, сме во Божјото царство кое е вечно, но мора да препознаеме дека тука броиме денови, броиме години, старееме, не младееме. Убаво е да младееме во духот сигурно, во душата, но одиме во напредни години и така да не ги испуштаме деновите така да ни поминат низ вода, што викаат старите, него да се радуваме на секој ден, да се радуваме, зашто самиот Исус кажува тука ќе видиме малце погоре, да престанеме да се грижиме, зашто не можеме да пораснеме, така да го уживаме денот. Проблемите се тука, ако не се тука, кажете не се тука, но тука е и Господ. Ако не е тука, кажете не е тука. Не можеме да кажеме. Зошто? Зашто горде ја слушаме, зашто ако станеме сите ќе слушаме, секој има едно сведоштво, секој дневно што прави Господ во нашиот живот. Ја кога зборувам со луѓето, знаете што слушам? Или ќе го потсетам на нешто, или ќе ми потсети на нешто, стварно бе. Ние сме барале, сме се молеле, а после сме заборавиле оно што го збореше Маја, да благодариме зошто? Зашто сме се научиле да брзаме некаде, да трчаме некаде, да сме, не знам, секогаш пред време стигнати, а усвари никогаш на време не сме стигнати. И во таква една бркотница нас пиша тука дека ни треба точка на застанување. Оп, стој. Архимед кажа, дајте ми лост и точка на застанување. И што ќе направи? Светот ќе го помогне. Колку е битна таа точка на застанување, тој фокус, каде што ние ќе оставиме, за да можеме и светот да го поместиме. И така, што има врска Архимед со оно што Исус го кажал? Зашто јас верувам дека да се бара најпрвен Божјото царство за нас е фокусна точка. Зошто? Зашто вика Исус тука
Не кажува некогаш барајте, некогаш не. Не кажува ако ви текне побарајте, ако ви текне не го барајте. Него е дециден и најверојатно е како заповед. Зошто е како заповед? Зошто овие ученици што го слушнаа ова, што направија? Го свртеа свете. За нив оваа реченица беше лост и точка на застанување, за да може да го свртат светот. Зашто знаеа дека што? Дека се оспособени да го шират Божјото царство. И јас верувам дека ако нешто е фокусна точка во нашиот живот, тоа е најпрво, пред се, пред било што да помислиме, пред било што да мислиме дека е толку важно во нашиот живот, пред децата, пред жена, маж, пред се. Значи, буквално пред се, Исус тука не набројува горе некои работи, но се значи се. Најпрво, пред сето тоа, барете го Божјото царство и неговата праведност. А сето другото ќе ви се придодаде, зашто Исус пишува, тие што не ме знаат дека им е придодадено, тие што не ме знаат го бараат това и го имаат, а камоли за вас што ме знаете. Така да нека не ви биде фокусот во тоа што веќе го добивте, веќе сте опремени. Нека биде фокусот да го барате Божјото царство. Каде да го бараме? Божјото царство не е загубено да го бараме. И овој контекст не е да го бараме под дрво и под камен. Овој контекст е да го бараме да се манифестира во нашиот живот. Да го поттикнуваме во нашиот живот, да биде манифестација надвор таму каде што одиме. И така да сум нарекол овој стих фокусна точка. Фокусот ги истакнува работите што сакаш да ги видиш. Кој е сликар од вас, кој се занимава, сега сме сите сликари со телефоните, знаеме што точно прави фокус. Фокусот ги истакнува работите што ти сакаш да бидат истакнати. Стискате да го задржи фокусот и наеднаш позади се е заматено или обратно напред заматува и ти сакаш да видиш едно нешто. Што? Сакаш да видиш тоа каде што сакаш да оставиш фокусот. И ако оставиме фокусот, најверојатно сите другите работи ќе ни бидат толку второстепени, што понекогаш заматено ќе ги гледаме. Понекогаш нема да ни бидат толку важни. Најнаш нешто што ни било толку многу важно, правење на куќа, правење, не знам, на дворот уредување, што и да е, барање работа, се, најнаш станува второстепено. А второ, има Влада Јаневска песна, само првиот е прв, сите други се втори. Така да сето тоа другото не мора ни вет да му дадеме. Е второстепено во споредба со барање на Божјото царство. Така да го ставиме нашиот фокус во Божјото царство, зашто тоа е нешто што го сакаме. Фокусот ги истакнува работите што сакаме да ги видиме. Што значи тоа? Може сакаме да ги видиме, не знам, нашите желби исполнети. Ние го ставаме таму фокусот. И сето другото ни е замаглено. И затоа сме некојаш брзи, да не прашаме некој, не знаеме што правиме, што? Ние исполнуваме, сакаме да исполниме агента. А Бог ни вика, зумирај и фокусирај на Божјото царство и неговата праведност, а сето другото ќе биде предладено. Така да ако нешто во нашиот живот има смисла да биде во фокусот, тоа е Божјото царство и неговата праведност. Понекогаш луѓето, ние самите, ѓаволот, околностите, ќе сакаат да ни истакнат нешто што би го изгубиле фокусот. Ова сме го виделе многу пати. Ова нон-стоп знае да се случува во животот. Каде наши мисли, наши идеи, наметнати, работи што мора. Ја многу пати имаме разговор со Данче дома, што мора, што не мора. Ова мора, ова не мора. И нон-стоп сме, за неа нешто мора, за мене нешто друго мора. И нон-стоп сме мора. И тоа знае да ни го изгуби фокусот на Божјото царство. А што значи фокус на Божјото царство? Дали фокус на Божјото царство значи дека треба да ги посетиме сите служби? Дека сите поучувања или сите молитви во црквата што ги организира? Или фокусот на Божјото царство е тоа да се фокусираме дека Исус е во нашите животи. И таму каде што одиме. Ја верувам дека ќе има уште многу добри приповеди тука кои ќе се објасни што е Божјото царство. Божјото царство е како светилник што свети на ридот и секој може да го види.
Божјото царство е како синапово зрно засадено, што дава голем плод и голема крошна. Што значи тоа? Тоа значи дека не треба да бидеме окупирани со тоа колку ние слушаме или не слушаме во црквата, него треба да бидеме окупирани дека има нешто што во нас што се нарекува Божјо царство и што извикува да биде видено од другите луѓе. Во овој случај Божјиот збор е тој што ќе ни го изостри погледот и ќе не врати назад на фокусната точка. Кога сите овие работи ни се накалемиле, ни се насобрале и најнаш го губиме фокусот, Божјиот збор во твојот живот, она што го зборе пред 3 недели, она што го потврди Дакс со неговата проповед за Божјиот збор, Божјиот збор трансмисија ќе ја направи од едно место на фокус да не доведе во вистинското место на фокус. Божјиот збор во твојот живот, не само преку Библијата, Божјиот збор што е даден како пророштво, како збор на знаење, како исцеление во твојот живот. Колку луѓе од тука, знаете како зборев вчера со некого и стварно ако појдете по некои цркви, ќе сретнете луѓе кои што никогаш не добиле пророштво, никогаш можеби не добиле ни охрабрување. Колку од овдека ние сме добиле пророштво и охрабрување? Па, како вика црквите, не знају се број. Стварно, не знају се број колку ние сме добиле пророштво, сме добиле поттик, сме добиле благослов, сме добиле охрабрување, сме добиле збор на знаење, сме добиле исцеление за ние да чекаме поново уште еднаш и уште еднаш. Така да само треба да го ставиме фокусот, само треба да дозволиме тоа пророштво нас да не врати пак назад во фокусот, да не врати пак назад на шините и да продолжиме така. Зашто таму е безбедноста, луѓе, таму е сигурноста. Ние немаме посигурно место од местото на Божјото царство, ние немаме посигурно место од местото каде што сме заедно со Исус. Најпрво Божјото царство. Наша задача е секогаш да го задржиме првото, да остане прво. Тоа е наша задача. Наша задача е првото секогаш да биде прво. Што многу пати Павле што им вика на галатите: добро тргнавте, каде утнавте? Во фокусот. Во фокусот на работите, во фокусот на нештата. Одма стана нешто друго фокус. Одма стана нешто, ние сме толку луѓето лесни да направиме идол од работите, дори се чудиме. Ако застанеме ќе видиме колку идоли има околу нас, што ние не ги препознаваме како идоли. Во изворниот, во грчкиот стих, употребен за прво е зборот протон. Протон или прво. И мислам дека се протон највеќе застапен во нуклеарната индустрија, сочинува, нуклеарна бомба. И викам, Господе, па ние сме нуклеарна бомба, а не сме знаеле. Нуклеарна бомба сме за секој на место каде што ќе појдеме. Нуклеарна бомба сме за секој еден што ќе го посетиме. Нуклеарна бомба сме за секој еден на кого млаве ќе му направиме. Нуклеарна бомба сме на секој еден што ќе се помолиме. А понекогаш ние не сме знаеле. Не сме знаеле зашто не сме имале фокусот. Што е најпрво, а што е второстепено? Така е. Христијанството е широкогранно. Трпи удари, трпи стрели и не само тоа, ги топи срцата на луѓето. Така да не се плашам од тоа колку пати ние или колку сме во животот таргет. Искрено. Таргет сме од домашните, таргет сме од окупатори понекогаш во нашите животи, но христијанството е широкогранно. И така да верувам дека можеби збор за тебе Иван, дека ова е збор дека колку и да сме таргет, ние тоа го понесуваме. И тоа баш како што кажува Павле, го понесуваме со надеж. Амин. Фокусирањето врз царството произведува внатрешна реалност. Ја верувам дека сите имаме по неколку реалности во нашиот живот. Но мора да се грижиме за нашата внатрешна реалност. Што е наша внатрешна реалност што не бутка толку силно ние да ги правиме работите што ги правиме?
Така да јас верувам дека Божјото царство и неговата праведност, или барањето првен на Божјото царство и неговата праведност, во нас прави внатрешна реалност. И кога ти имаш на таква внатрешна реалност, работите однатре излегуваат надвор. Колку и да е тајно, Бог тоа ќе го покаже јавно. Колку и да е другите не го гледаат, ќе го чувствуваат. Така да јас верувам, сум цврсто убеден дека христијански центар, луѓето во христијански центар се атомска бомба за Македонија. Амин. Црквата во Македонија е атомска бомба за Македонија. Ние не треба да бараме други атомски бомби во нашиот живот. Со тоа што, мислејќи дека ќе дојде некој друг премиер и ќе среди работата. Аз искрено не сме виделе баш такво нешто. Искрено, наискрено. Искрено не сме видели во поразвиените земји дека баш тој таа некоја личност, на колку ние многу пати знаеме да се надеваме дека кој знае какви промени ги донесе. Ако гледаме пробудувањето на земјите, имаше една добра историска емисија за реформацијата и вика Европа и католичкиот свет, мислејќи дека ги изгони протестантите од нивните земји, направено големо добро. Истите тие луѓе населија цел амерички континент, населија цела Скандинавија, ја донесоа во просперитет. Таков е тој Господ. Така да ја верувам дека луѓето што го разбираат Бог ја носат таа вистинска промена. Јас имав еден состанок напред, можеби 4 години со новиот новиот директор на КОВ за Комисија за верски заедници. Да. И имаме по 2-3 минути да споделиме нешто. И јас се фокусирам на нешто што сите се правиме или се прават слепи да го видат, а толку добро имаат од нив. А тоа се луѓето што го познаваат Бог. Ја кажав дека фокусот треба да биде можеби на една навиду мала група, што не се наметнува, што не бара се за свое, што знае да благодари и што знае да донесе промена во нивниот живот. А таа е и да служи, баш и да служи. А таа е една ваква група. Не можеме ние со разни декларации, со разни, не знам, устави да занемаруваме едно нешто што многу се случува. Треба да бидеме свесни. Но првен треба да бидеме ние свесни. Луѓе, ако не си го сакаме своето, верувате дека нема да го сакате другите. И човекот беше во контекст на што можам да направам. Па не знам дали можеш многу да направиш, но можеш да се потрудиш да направиш. Таа е појдовна добра точка. Да се потрудиме. Амин. Си го затвори, зашто те втори? Може би доволно треба да... Вау. Кога ти ќе произведеш внатрешна реалност, вистинска внатрешна реалност, барајќи го Божјото царство и неговата праведност, доаѓаме на момент и на место на моето, можеби, омилена изрека, каде што кажувам дека Павле бил неуништив, доаѓаш до место на неуништивост. Доаѓаш до место каде што не ти може ништо. Баш веќе како што прокламираш. Ништо, но баш ништо. Ни височина, ни деловочина, ни широчина, ништо не може да одвои од Божјата љубов. Тоа значи дека ти си на тоа место. И твојата внатрешна позиција е таа. Зошто да ја реметиме, да ја нарушуваме со нешто друго, со нешто второстепено? Но понатаму сум пишал дека само ако го имаме фокусот во Божјото царство и неговата праведност, ќе имаме вистински поглед на второстепеното. И ќе имаме вистински успех од второстепеното.
Одиствено погоре да го прочитаме, рекоме дека денеска на Матеј 6 ќе се држиме. Вау. Деки јас тебе те гледам како атомска бомба со твојата фамилија. Толку, мислам, погледот цело време ми одеше натаму. Толку бремења си победил со тоа што пред се си го барал Божјото царство и неговата праведност, што дори понекогаш не свеси за да не се уплашиш. Господ те заштитува. Толку луѓе си заштитил, барајќи го пред се Божјото царство за тие луѓе и неговата праведност, што не си самите свесни, ќе дојдете на моментна точка каде што во добро јадење, во добра храна ќе си ги размените тие работи и ќе бидете охрабрени. Заедно вие двајца. Така да, атомска бомба за велест, атомска бомба за тоа што го правите, атомска бомба за што пред се го барате Божјото царство и неговата праведност. Вау. И дадичка исто. И дадичка е атомска бомба. Вау. Вау. Но не да. Од 25. Вау. Маја спомна преска за тоа јадењето. Ќе има ли баклава, ќе направи некој баклава. Ми текна цело време, сакам од старт да кажам, ама бргу за проповедта. Да, дајте, ако не се погрижите, кажете ја да се погрижи, ја да направам. Да има баклава, луѓе. Мислам. Сопрстат си го. Затоа ви велам, не бидете загрижени. Види го Исус, не бидете загрижени за својата душа. А камо ли за баклавата? Не бидете загрижени за својата душа, знаете? Ајде, ќе видим понатаму. За тоа што ќе јадете или што ќе пиете. Понекогаш нашата душа, за жал, е сведуваме на што ќе јадеме и што ќе пиеме. Баклава ли ќе има или ќе нема. Ниту за своето тело што ќе облечете. Тука ја негде се ставам меѓу тој женски ред на немам што да облечам. Нонстоп на данче од вечер, а што ќе облечам за утре? А што ќе облечам за задутре? Али ја не дојдов гол, и никој од вас не дојдов гол. Но тоа не ни е фокусот. Не ни е фокусот грижата за работите. Ниту за своето тело што ќе облечете. За животот не е повеќе од храната и телото од облеката. Ова е нешто што виси врз македонскиот народ и треба да се скрши. Ова е нешто што виси врз секој еден кој ќе излеземе надвор од одека и треба да се скрши. Па што е животот бе ако не? Најади се, напи се, облечи се. Господе, ти си всемоќен и ти можеш да ја скршиш оваа бариера во македонскиот народ. И ако ние се наоѓаме во ова, Господе, скрши го во нас. Што животот е многу повеќе од тоа. Погледнете ги небесните птици. Имаше слушав Рамбо Амадеус, го знаете? Мислам дека го знаете повеќето. Рамбо Амадеус е легенда невидена. Човекот има толку многу што да каже, понекогаш кој ќе го начекам на TikTok, ми е радосно што го слушам, зашто има еден толку убав поглед на работите. И он ги споредува колку ние луѓето знаеме да западнеме во грижите и како, најверојатно го земал Библијата од овој стих точно, како усвари животните реагираат на такви ситуации. Колку се слободни во нештата, колку се слободни во делувањето, слободни во пливањето кој делфин, слободни во летањето кој птица и сите други нешта. А ние можеме да летаме, можеме да пливаме, но грижите не даваат. Грижите ни се како тегови на нози и на раце и не тонат надоле. Затоа Исус кажува, не грижете се. Ако имаме грижи, тогаш имаме расправија со Исус. И тоа е добро. Тогаш сме на добро место Исус да ни објасни дека има место каде што можеме да го најдеме без грижи. А тоа е Божјото царство кое е во нас, која после ќе видиме дека е праведност, мир и радост во Светиот Дух.
Тие ниту сеат, ниту жнеат, ниту собираат во амбари, а сепак вашиот небесен татко ги храни. Зар не сте многу повредни од нив? Кој од вас, грижејќи се, да му придодаде на својот раст еден лакот? Јас знам дека сите ние во нашиот живот, посебно во тие тинеџерски години, сме сакале повеќе да порастеме, па сме одскокнувале, па сме играле баскет, сме играле тие работи. Но грижите не прават да порастеме. Напротив, грижите не сме одбават. Сме го збориле тоа. Денеска сме охрабрени, утре, понеделник, и уште имаше еуфоријата. Малце те нервира што е понеделник, што треба да појдеш на работа, али уште имаше еуфоријата од неделната служба, неделната проповед, неделното славење. Вторник веќе секојдневието почнува, среда, четврток и почнале рамениците да тежнеат. Зошто? Зашто сме дозволиле грижите да тежат надале. И ние окривуваме земјината тежа. Да, нас не влече ностоп надолу. Кој од вас, да го прочитаме, зошто сте загрижени и за облеката? Погледнете ги полските клинови како растат. Не се трудат, ниту предат. А јас ви велам дека ни Соломон во сета своја слава не се облече како еден од нив. Не испитував кои се полски клинови, ама мислам дека се, ние ги викаме тука булки, што растат крај шините. Не е тоа? Како? Аха, зашто сигурно биле многу убави. Шим кажува дека ни Соломон не ги достигнал во неговата најголема слава, а бил многу славен и бил многу богат. Можел да му искаат се и се што. И така, и ако Бог ја облекува таа полска трева, што денес е тука, а утре ја фрлаат во печка, нема ли многу повеќе да стори за вас, о маловерни? И така, не бидете загрижени, велејќи, што ќе јадеме? Даче, што ќе јадеме? Прашањето, главното прашање, што ќе јадеме? И второто главно, што ќе облечеме или што ќе пиеме? Зашто сето тоа го бараат и другите народи, а вашиот небесен татко знае дека сето ова ви е потребно. Туку, барајте во најпрвин Божјото царство и неговата праведност, а сето другото ќе ви се додаде. Зар не е ова ветување на самиот Исус, во кој ние викаме дека, во кој ние веруваме, во кој ние го славиме, кој ние го обожаваме, кој ние викаме дека се ние во нашиот живот? Зар не е ова верување што ние треба да застанеме така и поинаку да не можеме? Зар не е ова ветување што ние не треба око да отвориме од тоа да бидеме будни врз тој фокус? Зашто само на таков начин и никако поинаку ќе имаат сите овие работи што ни се попратни, што ни се добри, што ни го збогатуваат и разубавуваат животот, ќе имаат вистинска смисла. Само свесноста за Божјото царство. Исус е феноменален супишот и не остава на пола пат, но бара од нас фокус. Не остава на пола пат да рече барете го Божјото царство, а за другото ќе видиме. Од кога ќе видиме квалитетот на вашето барање, колку вие го барате или не го барате, па ќе видиме другото што ќе биде додадено. Не остава на пола пат. Но гледаме дека бара фокус од нас. Вистински фокус, вистински зум да направиме на нештата. Да не се грижиме е клучот, сум пишал, за да останеме фокусирани. Кога ќе станеме слободни од грижите, имаме внатрешен доказ дека го бараме најпрво Божјото царство. Гледате, ние понекогаш се бараме слобода од робство, бараме слобода од партијата што е на власт, бараме слобода од човекот што е до нас, дај не ме замарај, чекај сега. Имаше една добра статија, како да ја кажам, што им треба на мажите, што им треба на жените, списоци 2. Имаше 3 работи за мажите, да ме оставиш на мира, што ќе има за јадење и да го гледам фудбал.
А списокот на жените, вау, беше толку многу голем. Така да не дозволиме фокусот да ни бидат тие работи, него фокусот да ни биде слободата од грижите. Нас, зашто немаме слободата од грижите, знаеме понекогаш да бидеме дефокусирани. Зошто? Зашто премногу грижи, премногу обврски, премногу работи што не влечат надоле и ние дозволуваме заедно со нив да тонеме. Исус не остава на пола пат, луѓе. Зошто? Зашто Петар кажува дека се добивме што ни е потребно за живот и побожност. Тоа не е оставање на пола пат. Не е предуслов да видиме, барете го Божјото царство, па ќе го видиме квалитетот на тоа, па ќе видиме што ќе добиете. Павле кажува дека ние се стремиме да го исполниме она со што веќе бевме исполнети од самиот Христос. А тоа е Божјото царство со кое ние сме исполнети. Но Исус од нас бара вистински фокус. Кој е тој доказ внатрешен дека пред се нас ни е Божјото царство? И сум пишал, емитираме праведност, радост и мир. Вау! Од нас емитира праведност, радост и мир. Овој човек го барал Божјото царство. Зошто? Па има радост, праведност и мир во Светиот Дух во него. И оваа црква го бара пред се Божјото царство. Од кај знаеш? Па види ги колку се радосни, мирни и праведни. Ќе збориме понатаму во наредните проповеди што е правда, што е праведност. И понекогаш се само надополнуваат, но не е исто. Зашто Исус нас не подсетува и Павле подсетуваат ностоп дека сме праведни. Зашто не секоја правда е правда што ние треба да ја бараме. Маја спомна, мислам дека нашата праведност, нашата правда, нашето трагање кон правдата не е секогаш исправниот став што го имаме од кој тргаме. Но да знаеш дека си оправдан во Божите очи, ти имаш друга перспектива врз правдата што треба да дојде. Во која дефинитивно спаѓа и социјалната правда, која ние толку сакаме многу да ја видиме на виделина и исполнета. Така да како што на радио се емитира програма, како што не ги гледаме тие што зборуваат, а толку силно делува во тоа што го слушаме во нашиот живот, така да ние на таков начин сме пред луѓето. Понекогаш не гледаат од каде, не гледаат зошто. Сте слушнали луѓе кои ќе ви кажат, зошто ми помагаш? Стварно да те прашам, зошто ми помагаш? А сте слушнали, тој другиот ќе рече, па стварно не знам зошто ти помагам. Има еден живее во мене и тој сака да емитирам. Да емитирам она се што ставил во мене. Радост, праведност и мир по Светиот Дух. Фокусот на царството не е само да те направи служител во црква, туку преку благодата и повикот да го носиш царството таму каде што си. Фокусот на Божјото царство и неговата праведност не е нас да не направи најдобри служители во Божјото царство. Не е нас да не направи најдобри служители во црквата. Не е од нас да направи со супермени. Реални луѓе што ги разбираат реалните проблеми, но што им пристапуваат преку призмата на Божјото царство и неговата праведност. И таму каде што си, знаете како, ја верувам дека многумина од вас во овој период имаат повеќе луѓе благословено преку Евангелието, него мене. Зошто? Зашто кај мене у канцеларија од 7 до 3,5, 5 души дали ќе дојдат. И ти што си на работа, работиш со 10, со 20, со 30 некогаш луѓе. Го разбирам овој момент, мислам, битно е да се знае зашто треба да се охрабриме, дека ние каде што одиме носиме, а не треба некој да ни дојде за да го земе. Ние каде што одиме носиме. И мислам дека тоа е фокусот. Ние каде што одиме носиме, а не да чекаме да ни дојдат.
преку фокусот на царството и другите, вторите работи ќе имаат смисла. Опасност е ако човек не го бара најпрво Божјото царство, дали воопшто ќе го бара. Ајде малци ли ова долно кој ќе одиме. Ја верувам дека ставиме опасност, дека ако не го бараш прво, дека нема да го бараш веќе. А ќе мислиме понекогаш дека го бараме. Зошто? Зашто ќе заглавиме во сите оние дневни, месечни потреби што ни се битни за да обстојуваме тука и ќе забравиме на Божјото царство. Ќе не подсети некој, ќе дојде, ќе не благослови, ќе не пророкува, но ние пак после поставото. Затоа е доброто да го бараме прво. Ни второ, ни трето, прво. Зашто има опасност дека ако не го бараме прво, дека нема да го бараме воопшто. Ако фокусот го ставиме во вторите работи, колку и тоа да се добри и ни прават задоволство, знаат да не бутнат во идолопоклонство. Ние се плашиме зборот идолопоклонство, зашто секогаш размислуваме на некоја икона со мајка и дете, каде што не смееме никако да се поклониме, на некој кип кај што не смееме никако, на некој чип кај што не смееме да го биеме, на некој, не знам, што сето друго, и мислиме дека тоа е вистинско идолопоклонство. Но вистинско идолопоклонство е да толку ни се значајни работите пред Божјото царство. И јас верувам дека секој еден доаѓа до точка каде што ги приспитува со Бог заедно баш овие работи. Зашто плаче моето срце? Зашто тежне е моето срце? Зашто сака да види моето срце? Оваа беседа на Исус, и тука негде ја привршуваме, сум пишал, ја слуша учениците негови, ја земаа како животот да им зависи од тоа и го свртеа светот, проповедајќи го и носејќи го Божјото царство и неговата праведност. Оваа беседа стана темелна за се оно што ние можеме да видиме сега и да уживаме во сето тоа, а учениците го пренесат. А тоа беше дека барајте го пред се. Имаме примери каде што учениците стварно поитаа да го побараат првен Божјото царство и да им значи пред се тоа. И дури оставаа фамилии. Дури смртта им беше како придобивка. Зошто? Зашто беа сигурни и знаеа на што пристапија. И друго нешто. Беа послушни на Исусовите зборови кои се да и амин во нивниот, но сега и во нашиот живот. Јас верувам дека оваа беседа што ја слушаме од Исус, дека пред се Божјото царство и неговата праведност, ќе ја земеме како животот да ни зависи од тоа. И ќе го свртиме светот на поклон. Со атомска бомба. Вау. Да, Господе, фала Ти, Господе, за тоа се не благослови, Господе, да можеме да уживаме во овие работи, Господе. Фала Ти, Господе, што си нас способил да можеме да го бараме пред се Божјото царство, Господе. Зашто си ставил во нас квалитет, што другите не го разбираат. Фала Ти, Господе, што навистина можеме да Ти веруваме дека Твоите зборови се мана за нас и дека таму каде што одиме Твојот збор ќе отвара врати, дека таму каде што одиме ќе биде светлина на нашиот пат. Фала Ти, Господе, за секој еден што се двоумел да го направам ова, па после ќе го барам Божјото царство, да го смени тој редослед и да го бара пред се Божјото царство. Фала Ти, Господе, за секој еден што влегуваме во новата година, Господе, во тој нов период, Господе. Фала Ти, Господе, што нема да се несуваме дека едва чекаме да замени и таа за да дојде некоја друга подобра. Него ќе видиме совршена во Тебе, Господе. И ќе искористиме се што си ни дал да искористиме, Господе. Фала Ти, Господе, што можеме да се надеваме на Твоето Слово, што можеме да се надеваме на Твоето водство, дека нема да лутаме, него напротив. Ќе одиме по десните патишта што се Твои патишта, Господе. Јас благословувам секој еден поединечно, Господе. Да те фати за рака Тебе, Господе, и да те држи толку цврсто,
што никогаш нема да ти испушта, Господе. Зашто ти никогаш не ни испушташ. Алелуја, фала ти, Господе, фала ти што за сите тие настани што ни престојат, Господе. За секој ден што сака, Господе, да покаже ревно за Твоето царство, да го благословиш десетократно, Господе. Зашто ни еден чек од ти три, Господе. Алелуја, фала ти, Господе, фала ти што навистина можеме да ти кажеме благодарам за цела оваа година измината, за се тоа што правеше низ текот на годината, за се она што направи поединечно во нашите срца, во нашите души, во нашите умови и како заедница, Господе. И благословуваме сите цркви, Господе, да навистина фокусот им биде на Божјото царство и на неговата праведност и да не се грижиме за работите што се второстепени, Господе. Алелуја, Господе. Ние ти благодариме, Господе, за тој финансиски благослов што ќе дојде во наредната година, Господе. Каде што навистина ќе видиме луѓе охрабрени, освежени да служат, Господе, во Твоето царство, Господе, и преку тој дар, Господе. И да можеме да видиме една црква каде што пушта раце на секаде, Господе. Каде што може да влијае на секаде, Господе. Фала ти, Господе, што навистина се ја осели у црквата да биде глава, а не опашка во едно општество и во овој свет, Господе. Фала ти, Господе, што нас не ни пречи светот, него ние сакаме да го здобиеме истиот, Господе. Алелуја, Господе, ти благодариме, Господе. Јас ја благословувам и денешната Господова вечера, Господе. Фала ти, Господе, за тој благослов што можеме да го имаме, за тој чин што е многу повеќе од чин, Господе. Фала ти, Господе, за Твојата крв што си ја прелеа за нас, Господе, да во Твојата крв, Господе, ја најдеме нашата праведност, Господе. Фала ти, Господе, што во Твојата крв, со Твојата крв сме побели и од снег, Господе. Фала ти, Господе, што Твојата крв пролеана, Господе, не е залудно пролеана крв, Господе. Ево Твојата пролеана крв, Господе, направи едно царско свештенство, што сега војува за Тебе, Господе. Фала ти, Господе, за левот, за Твоето тело, Господе, што беше скршено и прободено, Господе. И фала ти, Господе, што тоа е Твоите рани, Господе, што уште се на рацете се знак дека Ти беше тука, Господе, пострада. Знаеш што поминуваме нашите животи, но имаш и многу повеќе од тоа за нас, Господе. Фала ти, Господе, што Твоето скршено тело беше презнак на Твоето воскресение, Господе, толку славно, Господе. Фала ти што во Твоите рани, Господе, ние сме исцелени, Господе. Ние кажуваме потврдно, да, ние сме исцелени, Господе. И прокламираме исцеление врз секој еден што сега боледува од било каква болест. Прокламираме исцеление врз секој еден што сега треба да оди на операција. Прокламираме исцеление врз секој еден што сега има главоболка, што има несредени мисли. Прокламираме исцеление, Господе, врз секој еден недостаток на железо во крвта, на витамини во крвта, Господе. Прокламираме исцеление, Господе, врз Томаш и викаме, да, Томаш, ти си здрав, Господе, и никаков вирус не ти може ништо. Прокламираме исцеление, Господе, врз сите оние неисцелени рани од минатото што ни прават раздор во самите нас, Господе. И викаме, тие немаат сила во нашиот живот. Тие ќе останат само меморија на која се посеќаваме, но ќе немаат сила да ни го одредуваат сегашност и мината. Зашто и сегашност и мината се во Тебе, Господе. Алелуја, Господе. Слава Ти, Господе.